Значи, две девојки во 23 часот, 11 пм часот, наводно биле нападнати, бркани од диви свињи. Многу интересен наслов беше тој и требаше да биде изгледа бомбастичен, и уствари кога ќе размислиш под број 1 што прават девојките во 23 часот на планина, ПМ на планина, 11 ПМ на планина, и второ треба да се криви дивите свињи зашто се нашли и они таму и ги бркали или како? Имаш некое мислење на темава? Да, голема благодарност до Стојанче и Цук што ни ги Што ги спасија, инаку да, девојките се спасени, тоа исто битно се кажа, да. Преживеа. Да. Па како што разбрав биле на журка. На журка биле точно. Не планинарале, не биле планинара до журката. А планинара до журка. Ствари биде не сум сигурна, да. Со челни ламби се викаат, да. Значи секој четврток. Знаеме дали по патчињата одат или на главната? По патчињата одат. Сум била еднаш јас. Одамна. Вака, значи. Настанот е убав кога ќе се замисли, нели, ноќно планинарење, летно време, топло е. Тоа го има овој период од пролет до есен, ми се чини. Го организира, мислам дека планинарско друштво, не сум сигурна. И убаво звучи, се трга околу 7 или 8. Сега, ова ми се чини дека е ново што има журки со диџеи посред планина наводно. И пошто нели ние сме контраактивисти, ама ги сакаме животните и покрај се. Некако не ми е баш најлогично која е потребата од тоа. Во сред планина, ноќно време, темница, да ја ечи музика, да има диџеи што пуштаат музика, каква и да е. Да. Значи, од друга страна, мора, баш и вчера дискутирав исто на темава, не живееме само ние на планетата Земја, тука живеат и животните, меѓутоа живееме и ние. Може да се забавуваме понекогаш и да има музика. Ако гледаме така кај да пуштаме музика, некој животно ќе ја чуе и можеби ќе му биде стрес. Така. Ама ова е некако колку е потребно. Тоа ми е прашањето. На водно. На врвот на водно. Да, кој што е парк шума и каде што има многу диви животни. Да. И ние сме многу задоволни и среќни што ги имаме, нели, како граѓани на град Скопје. Имаме толку многу животни. Да. Ама сепак, јас знам кога бев мал имаше трки на водно. И е точно. Мислам дека ги укинаа трките и мислам дека тоа беше една трагедија, зашто и како ти и јас сум израснат на водно. Знаеш дека јас одев на трките на водно, не да. Не можеш да бидеш водњанеца да не идеш на трки. Јас сум пржинка. Добро. Ја тука црниче водна на граница, ама во секој случај идевме традиционално од мали, си одевме на водни и у мало секогаш имавме тројца, четворица тркачи, кои што беа најголи у класа на Фичо, на Југо и така дале. Али знам дека ги укинаа трките баш од таа причина дека им го пореметуваат редот и мирот на дивите животни. Тоа беше причината. Да, бидејќи многу е јак звукот на тркачките коли. Да, апсолутно се слушаше во сите околни населби, дефинитивно. Да, се знаеше кога наводно дека има трки, цело Скопје знаеше тоа факт. И плюс тоа загадуваат, мислам, тие коли колку толку сепак трошат доста повеќе од гориво од сите други. Тоа беа причините од еколошки аспект и од социолошки аспект некако така водњанците посебно најтешко им падна, ама мислам дека си го прифатија тоа луѓето со текот на времето дека нема да има трки на водно. Ама на вистина, да, сега ја мислам дека многу поголем проблем од трките диџејствувањето на врвот, затоа што сега збориме и за ноктурни животни, не знам ноктурни дали е македонски, ама ноктурни, да, јас го знам. Ноктурни животни кои што функционираат само ноќе. Точно. И голем дел од нив, па тие што функционираат само дење, ноќта им служи за да спијат. И сега со таа бука, со тоа доаѓање масовно, мислам, на многу луѓе, сепак им го ремети мирот. Види, од друга страна е еден ден неделно, не е секој ден, тоа е точно. Ама баш беше бомбастичен наслов, некако не знаев како да го сватам, дали имаме проблем што се дивите свињи таму или имаме проблем што девојчињава биле таму. Не беше некако не, затоа што луѓето нели од една страна сакаме да ги заштитиме сите животински видови, да си живеат убаво и некоја симбиоза да им се сочува со нас и со се, а од друга страна организираме журки во планина. И не се организираат само на водно, се организираат во Маврово и денски журки, се едно какви да се,
Па во предели па каде што и нема толку премногу движење на луѓе. На водно секогаш имало луѓе, Да, ќе има, тоа е факт. Да, дивите Инаку- животни се понавикнати, сакаш да кажеш. Можеби понавикнати се тука На да се присуство, среќаваат да. со луѓе, отколку во Мабро. Маврово, да речеме, или во другите национални паркови. Инаку јас имам едно искуство на таква ноќна тура на водно со моја колешка, ветеринарка. Ние се изгубивме одејќи натака, значи прво сега безбедноста секој си одговара за себе. Се оди во група, ние некако се одвоивме од групата, небитно. Ама не се сеќам дека имаше журка, ми се чини дека ова е сега од годинава поведено со овие журкиве. Јас сум против, искрено кажам, не мислам дека мора баш таму да ги има тие журки. Од друга страна се конзумира и алкохол сигурно и се планинари ноќе, па и повреди ризикуваме, Да, нели? да. Тие луѓе треба да се симнат после Да, некако. посебно сега кога има многу пожари, И сега не знам дали сега може да е тоа забрането правило беше движење забрането, да. во планина. Да. Да, не знам како и што е тоа. Претходнава недела не беше, дознавме дека не беше затоа што девојчиња ги бркале диви свињи. Да. Инаку Се не е надеваме дека се пријатно. добро, сепак. Па спасени беа, нели? Инаку не е пријатно. Јас имам исто една случка, мали прасиња, диви прасиња сретнавме заедно со Марко во Галичник. Прв мој одговор на тоа беше леле колку се сладки се. Втор одговор беше од негде ако излезе мајката со опроштење, не знам каков термин, надрљавме. Да. Значи не е туку така, сепак се диви животни и тој е пред се нивни дом. Ние го посетуваме тој дом од време на време, дозволено ни е и ние живееме, не викам дека треба се да ни се ускрати само животните да живеат, а ние не. Ама има некои работи што не се потребни. Да. Како мал јас имам така сретнато. Бевме неколку другари на водно. водно Идевме, ние исто? многу често се качувавме. Мислам секој ден, посебно за распуст, деца зборам од второ, трето одделение се качувавме комотно до врв барам и имаме сретнато исто така група на малечки, не, ама еден од нас знам дека имаше татко му беше ловец и он ми кажа тоа, дека као малечки, нели, Да. ние така плюс тоа бевме и ние мали деца, се радуваш кога ќе видиш мали животни, беше као стула и ајде да бегаме као Да не мајката дојде ако мајката, тука, точно. ќе биде и избегав стварно. Точно. така беше. Инаку Инаку имаш исто ваква акција едно време и за дискотеките во парк, дека ги вознемируваат животните од зоолошката, мислам. Да, кој ќе размислиш. А тие дискотеки се уште постојат. Мислам дека сега не знам, ја малце устарев. Ама мислам дека функционираат. И уште Да. има гласна музика, сега нели намалуваат, Да. пуштаат, ама уште има гласна музика, како и да е. Секоја дискотека е да вознемирува. Мислам дека во Капештец луѓето што живеат најдобро знаат. Да, од еден бар што никогаш нема да прекине да работи. Да, и вработените од таму се одлични. Поздрав до Да, сите да. ни, фала. Сега. Сега више не сме имани таму да идеме, нема веза. Па не ни доаѓавме. Како и да е. Така да, се надам дека се добри девојките и дека се добри и дивите свињи. Да. И дека нема да биде ова хајка, нели, за одстрел на диви свињи. Да. Па сите куршуми ги потрошија се. Леле, да, нема Стрелано. е стварно. Олимпијада не може да постигне Стварно, стрелаштво. човече. Добро, ќе најдат пак. Да. И сега, инаку ние имаме летна сезона, обично тие искусните подкастџи, како и да се викаат, прават пауза летно време. Колегите бигат. Колегите, да. Затоа што не може да најдат гости, гостите се поодморени или Да, типично. чудно. Ние сега скоро почнавме со подкастов, реално. Да, Колку има? 2 месеци има како го тераме или поише? Ја мислам 2 дека има. Може би да има 3 сепак. Има 3, да. И на почетокот Спомням на вистина не дека не беше лесно да најдеме, ама и концептот и на нас не ни беше јасен, уште студиото не беше скроз наместено Да. и така натаму. Инаку имаме нови микрофони, фала на поддршката на сите што не гледате. Да, и фала. хейтате. Фала на сите донации. Да. И спонзорства. Туку интересно е фактот што сега имаме дури waiting list, значи стварно Да. имаме од прилика Точно. десетина луѓе кои што чекаат да бидат не чека да бидат поканети, они се веќе поканети, меѓутоа имаме планер и на планерот треба да бидат програмирани, Да. али проблемот е сега што сега е 2 Летни август, одмори, мојот роден ден. да, значи ти си имен ден. исто и имен така. ден, и роден ден, и патриот невиден, значи Национален празник, да. да, и празник.
точно. Значи Скроз. сите активистки да му честитате роден ден на Илија на 2 август. Во Сигурно. приватна порака. Сигурно. Посебно приватно, како најубаво. Комшиите особено. Да. Иначе, интересно што имаме таа листа што Да, се создаде, меѓутоа точно. овој гап постоел во подкастот. Летен Да. подкаст, да, има најголемиот подскаджија, како и да е терминот, не знам се да го изговорам. Има летен подкаст каде што се сите, снима во Охрид на пример. Мастерот. Подкаст мастерот, да, снима каде што се Гуру. Па реално е. Инаку многу интересни гости имаме на листата, не лажеме, не измислуваме, стварно е така. Ама стварно е така, сега ќе биде као имаат гости, имале гап, како не бе. Доста интересни. Никој не им иде. А зата? Да, Па дојдете вие, бе. Да. Па дојдете вие. Како не, вас ќе виде. Значи, пошто Прво однапред да викат што кажам. не викнете, после вика како не вас ќе виде. Why? Нема веза, еде. Да, доста интересни. Првиот ветеринар ќе ни гостува. Ветеринарот јас без другите се налутат го викам стално со најдобриот маркетинг, најинтересниот маркетинг што го води. Да. И има Па и доста пет бизнесот, мислам дека е, Да. мислам не Па само еден од неговите ретките што работи, ама таков тип што се посветува на маркетинг, Да. општо на таков маркетинг. и на пренесување пораки. Да, ќе ни гостува негде после втора половина на август да се организираме Последната ова. порака му беше околу патлиџан туризмот и Да, е така, точно, значи он има и општо народно мислење, не само во врска со ветерината. И интересен лик, има многу што да каже на доста теми што ги говоревме до сега и многу интересна тема предложи, ќе збориме за неа. Во однос на тоа за платите во ветеринарната Да. дејност и зошто ветеринарите се подложни на влијание од трети страни, кои што може да финансираат и заработуваат на грбот на активистите затоа што не се доволно платени општо, нели, затоа што така да, фала на активистите како и да е, мислам, не знам, овој саат е од вас како и да е. И така, пошто сега сме сами темички, и други гости, теми кои интересни, што не ги малку откриваме повеќе на сега за мачките сега, ќе се ама посветиме. Имаме за мачки, имаме Да. за живинарска фарма исто Да. така, за привлекување на луѓето во рурални средини, Да, повторно точно. се вратат. Имаме од еколошко друштво, Македонско еколошко друштво, Точно. која што е една од, ја мислам, најголемата, не знам дали има поголема невладина организација. Не знам дали има кај нас поголема, една меѓу постарите тематика. организации, Да, која да. што и работи И многу сериозно, добро, да. многу сериозно Да. работи и нивните проекти и цели се видливи. Да. За Може разлика да од се некои изберат и може да се Да. И значи анализира. имаат статистика за Да, тоа да. што направиле, кажуваат каде не успеале, зошто не успеале, прават Да, да, се нов е план како транспарентно да со- се е да, транспарентно, со точно. ретроспектива и се. Точно, да. Мене многу ми се допаѓа таа организација, пробав на 2 пати да членувам, ама нешто не е толку активно. И така, ама зошто да не? Да. И сега, затоа што немаме гости, пошто се на одмор или што би рекле вие не ви доаѓаат, да направиме една мала ретроспектива до сега што направивме во овие 2-3 месеци. Можеш да, Да. видиш таму кога е првото видео Да, интересно. Па аплаудирано? да, баш ќе видам. Пред 4 месеци пишува. Така вика и Лето време овој. Да, бе, стварно, 4 месеци. 4 месеци. Да, тоа беше за лебардските работи со Дарио Да. Стојановски со Не, тоа бевме јас и ти. Јас и ти прво, па После беше Дарио, да. ми дојде со припремени За за 101 дегустација. пајак. Лебарки, да. Лебарки имавме. Добив коментар таму, имаш исечок, не ми се верува, во стил не ми се верува што држи искра во рака за лебарката, за да. И дека било тоа така, шокантно. Искрено, после тоа, нели не дека мене ми беше вау, ми беше многу интересно, не знам, некој предизвик. Баш денеска една лебарка на работа вадев, сега без хейт до колегите, ама за да не утепат. Како активист за бубачки, уште тоа го немаме, може да извезуваме негде бубачки. И што знам, некако ми е, не знам,
после тоа видео со Дарио, на пример, на мене влијаше многу повеќе бубачките, јас што ги викам, да ги инсектите, пајаците, во сите кои групи да спаѓаат, значи некако друг. Да, интересно беше и љубовта многу кон беше нив и интересно, како ги чува и колку се значени за општо за целокупната планета, природа и екосистем. Значи не е само дека е тоа ете така како миленици. И он избореше за црната вдовица и баш имаше случај со тоа. Имаше дека беше некој каснат. Ама мислам дека беше посериозно касната, ние тогаш зборевме дека црните вдовици кај нас. Постар човек дека беше. Тоа го спомна Дарио. Да, исто каже дека во селата се случува и буквално беше таков случај овој. Читал и Дарио, браво за Дарио. Како и да. Да, шампион. Ми тие што читају. Може пак да го викнеме за друга тема, зашто стварно е енциклопедија. Да, баш. Не за џабе бил најмлад географ, ама ја го представив као биолог. Добро, ама во тие природните науки на природно-математички факултет, како и да е. И после имавме папагалската шарена револуција. Тоа беше многу интересно. Многу ја. Ја тогаш прв пат, као ти со бубачките, ја прв пат посакав папагал. Ние еднаш ама не мислам нема врска. Чувавме, Татјана многу сака папагали. Стварно? Јас стварно не ги сакам, не ги сакам. Не ги гледам како миленици. Да, она многу сакаше, во Франција чувавме папагал и реално не знам, не бев воодушевен од таа интеракција што имавме со тој конкретен папагал. Како папагал беше тоа, памтиш? Па не знам сега на македонски како ќе да перуш се викаше, не знам што значи, али беше преубав. Значи имаше, не знам дали постоеше боја што ја немаше на него. Црвен беше. Па мислам среден би рекол, вака, значи не е како нимфа, поголем од нимфа, ама доста помало од овие ара и остала банда. И многу беше заебан тој папагал затоа што имаше нека своја плейлиста, али плейлистата значи му се состоеше да кажеме 15 песнички што си ги вртеше цело време. И имаше само една од тие што беше како аларм за кола, ама некој аларм онако како некој ултразвук да пушта, значи буквално да ти пукне ушно тапанче. И кога ќе доеше до таа песна, ние стварно не знаевме како се однесуваме со папагал, демек тогаш ние му реагиравме као шш, као не знам ќе му ставиме прекривка од озгора, демек ќе го укјутиме, демек као сме го казниле као. И он почна од целата плейлиста да ги намалува. Зашто вајде свати дека ние некако реагираме на таа и вајде се вика најголе има ова, или па беше доста паметен и знаеше да не нервира. И стварно ни остави таа. И не можевме да се носиме, значи после Татјана нервираше многу тешко. И го поклонивме, го вдомивме кај една фамилија. Во Англија? Кај една фамилија на глуванеми. Стварно, да, имаше неколку луѓе што се пријавија, ама глуванемите некако не беа најсоодветни. Мислиш дека бил свесен дека не може да го слушнат? Дали он е свесен? Дали папагалот може? Можда не. Бидејќи ниве не реагирале најверојатно. Знаци да им прави после звукот со средниот прст. Да, као не ме слушаат, да не ме разберат. Не знам што се деси после, ама знам дека луѓе сам го зема све презадоволни беа. Имаше огромен кафес, имаше сите нишани и така натаму. Значи добро чува. Се надам дека после си беше и може уште. Може уште да жив, да. Многу интересна случка имаше со еден папагал. И јас птиците ми се слаба страна во однос на едукација. Мислам дека се вика Жако. Да. Сивкаст таков. И во село, во Галичник, добро, ми се љута село кога викам, во Галичник, тоа никогаш било град иначе, добро. Луѓето си го носеа често со нив таму и беше го пуштаа, значи разбираше команди или како и да тоа и баш трајче што не го објаснуваше и се враќаше. Меѓутоа, нешто им паднало или не знам како беше, го штрецнало додека бил надвор и одлета. Да, и тоа кажуваше трајче, дека треба да го навикнеш на милиарда звуци дека нешто обично може да го испречи. И сега пази, значи 24 часа преживеа папагало во дивина. Значи збориме во Галичник што има диви птици, грабливки, мал милион да не речем. И случајно, значи го бараа на секаде, не можеа да го најдат.
Што значи за луѓе кои што постојано се во својата околина? Баба му на Марко, пиејќи кафе, седејќи надвор, случајно го забележува на едно дрво. Случајно, добар вид. Па не гледа у лаптопи и телефони. И им требаше уште плюс, можеби, не знам, 7-8-10 часа да го натираат да се симне. Значи беше исплачен, ама успешно заврши, значи си се врати, дома си е, собствениците. Требаше да го убедат да се симне од таму, да дојде пак кај нив. И успеа на крај. Го донесоа и куќето од Скопје што живее со папагалот за некако да искомуницира, да го примам и успеа го симна. Ја пратам една девојка на TikTok со жако, она има многу и кучиња, има и мачиња дома и меѓу кои има и жако папагал и она ги пренесува своите искуства како е да се живее со таква многу интересно. Мислам, од кога беше пречо, стварно тоа ми е фасцинантно, зашто стварно еве збориме куќето колку имало степен да се социализира, да биде дел од семејство и да личи на човек. Ама колку папагал може да личи на човек, значи тоа не е веројатно. Папагалот твојот јазик може да го научи. Да, може да комуницира со тебе и стварно кажува некој некад си кажеш ај на лента, ај случајно е коинциденција нешто, ама некад гледаш дека стварно намерно го кажува. Птиците се интелигентни дефинитивно. Баш и тоа го зборевме со Трајче, интересен факт дека гавраните се најинтелигентните птици меѓу сите, како да. Тоа беше интересно и тоа беше после Дарио, тие двајца, значи, донесоа дел од своите миленици. Овде Дарио си ги донесе барките, Трајче ја донесе Ара. Така да беше интересно. Инаку во октомври би требало да ни гостуваат заедно со мачето. Да, се надевам дека ќе го донесат и мачето овде. Тоа ќе биде исто доста интересно. Шампионско маче со среќа. После имавме Урбан Каст. Урбан Кастчиња се направивме две. Тоа беа чисти мераци. Да, ама и ќе ги продолжиме и на патија. Од луѓе што имаат прво се од скопскиот андерграунд и баш хардкор скопјани да кажам, познати многу и луѓе кои што имаат таков живот и не знам, значи он било кој, дали Деко, дали маестро Фуле, да ти раскажува вчера што му се десило, вака да го слушаш, да се рече, ама мене за една година не ми се деси свега, баш на него ми се случило за еден ден, мислам, онака, стварно. И после тоа јас онака се усетив како, не знам, мојот живот не е забавен, не е забавен, нешто треба да се смени, треба да се воведе, да се, не знам, многу интересни приказни, честито, инако да му честитаме и него. Има убаво се поднови, да кажеме. Вториот дел се договоривме, го снимаме во Грција на море. Бавезно. Одиме таму да снимаме со маестро. Да. Многу, мислам, дефинитивно многу интересни епизоди и статистички гледани интересни за гледачите наши. Значи, ние сме дефинитивно понасочени према животните, ама сепак и овие беа многу интересни. Да, многу луѓе ги гледа и има оние квалитетни views, каде што луѓето останаа многу долго, значи повеќето го изгледале цело видео, за разлика од некои кои што се само кликани. Ова беше стварно со квалитетни views, затоа што се луѓе со прича. Значи стварно со животна прича, со Дефинитивно, тоа е зборот. Имаме хотел за миленици, ќе имаме и други хотели за миленици, други собственици на хотели за миленици. Интересен бизнис и убаво да се објасни на луѓето како функционира, посебно еве сега се одмори, сега сме веќе и на крајот на одмори. Сега се турбо. Сега се скроз турбо, затоа ете и дел од тие собственици на хотели кои што се програмирани не може да стигнат овој период, дефинитивно. Понатаму и имавме многу јако видео, многу ми се свигаше сведоштвото на Деспина за ехинококозата. Стварно беше онака као... Значи, уште една благодарност до неа, ако случајно стигне некако тоа до незе, значи тоа беше баш сведоштво. Она ми каже дека не ги гледа сите видеа. Фала. Значи, од тебе за тие еден бил си. Фала, Деспина. Деспина, мајка ден, тоа. И Марко клика, ама го гаси за пет, ама битно клика да има вио. Да, тоа беше многу интересно, многу поучно видео. Да. И такви треба да снимаме повеќе. Треба да снимеме за токсоплазмоза.
Ако успееме да најдеме некој гостин, убаво би било некој гинеколог конкретно на темата, затоа што кај нас мислам дека се едуцирани, ама нели како и за ова би рекле дека сме едуцирани, пошто сме биле хинококно подрачи или коково како и да е, а не сме. Така да токсоплазмозата е многу сериозна за девојки, жени особено што планираат, сакаат да останат бремени, што се бремени, има страшни нус ефекти и појави према плодовите, се раѓаат деца со проблеми. Не знам колку се запознаени. А инаку нормално под најголем ризик се оние кои што чуваат мачки. Така да и тоа е многу интересна тема да збориме, што е зооноза се пренесува значи на луѓето. Апсолутно да. Да. Тоа обавезно да. Можете да снимеме и на таа тема. Да. После имавме еден подкаст кој што ни е најгледан до сега, Отстрел на бездомни кучиња, така се вика. Значи некој не би рекол несреќен наслов, туку наслов кој што беше бомбастичен. Кликбейт беше, мислам, прво, ако некој пише сте ставиле кликбейт наслов, мислам, јас го ставив и знам дека сум го ставила. Не мора да се троши време да се напише. Искористете ја таа минута да спасите куче некој, не мора да куцате кликбейт наслов. Да, и тогаш зборувавме дека во Турција се размислува и е ставено на предлог да се изгласа и денеска се изгласа тој закон. Небитно кој како го сватил тоа видео, секој може како сака да го свати. Па не го сватиле видеото, за жал. Не го сватиле, точно. Го сватиле насловот, направиле шорткат и као вие пропагирате тоа. Уствари не пробаа да сватат дека ние кажуваме што се случило 2 месеци пред тоа во Франција и што се случува тогаш во Турција и што ете после еден месец. После еден месец само еден месец е изгласано, значи само сме алертирале нашата јавност, да кажеме, гледајте што се случува, ризикот е тоа да се случи и кај нас. Точно. Што треба да се направи за да не се случи? За да не се случи. Значи, тоа е крајното решение и е многу неубаво. Без разлика дали ние ќе го видиме тоа на улица или не, ако знаеме дека се случува, на никој не може да му е пријатно. Јасно. Дека се убиваат кучиња со огнено оружје или се еутаназираат здрави кучиња затоа што едноставно ги има многу. Поради безброј причини, значи не е како и да е. Да, тоа ни е најгледано видео и таму добивме многу сугестии за микрофоните, фала ви. Вие се подобри како. Да, и се најдоа добри луѓе да ни посочат дека звукот ни е лош. Да, и други да ни помогнат да си купиме изборот, да. Така да тоа, ако не ви се допаја нешто, кажете, ќе реновираме. После имаме, многу ми се свигаше овој петкаст со професорот Владко Илиевски, каде што ни ја представи платформата petnet.com, која што ќе пристигне кај нас, mk.petnet.com, точно, која што пристигнува кај нас од септември, која што ќе биде доста објаснета, доста развиена. Полезна, многу полезна за нас, за нашите краишта, би рекла, да се стави контрола и на неодговорните собственици и на неодговорните па и ветеринари, инспектори, активисти. Не, многу интересно, да. Да си има некоја убава ЕУ контрола на тој начин. Да. Тоа мислам, тоа он го кажува, он многу го објасна во видеото. И општо за благосостојбата на што значи благосостојба, што е куче, како се дека кучето баш тоа го дискутиравме, се уште предмет. Да. Во правен аспект како се води, зборував мисли за невладините, кога се формира невладина, зашто невладините на пример во Македонија симптоматично се насочени па не сите, ама повеќето единствено кон заштитата на бездомните куќиња. На куќиња, точно. Што останува со фармските животни, што останува со дивиот свет, како е преска го спомнавме Македонско еколошко друштво, кое што е сконцентрирано на сепак најголемата популација на животни, кои што се дивите животни кај нас. А во фармските животни исто така има големи прогреси да се направат. Абсолютно. И тука веќе за нас еве како подкаст, како петкаст, имаме голема должност да направиме многу во таа насока, да ја алармираме јавноста за какви се условите во кои што живеат тие
животни кои што ние ги јадеме на крај. Точно, животните кои што нас ни даваат храна на крајот од денот и како тие се третираат во најголем дел од тие неколку фарми што останаа во оваа држава реално. Јас додека студирав ги видов тие фарми, некои од нив, значи тие се ужасни услови. И се уште кај нас малку има заостанување во менталитетот дека ако се подобрат условите, ќе се подобри производството, ќе се подобри пазарот, меѓутоа тука има влијание и самата држава, која што реално не ги поттикнува земјоделците кај нас, имаат право тотално за тоа луѓето. Може на таа тема да збориме, таа е исто така општо народна, јас стално кажувам тема која што ги засега сите, можеби не сите имаат миленици, ама сите јадат барем еден животински продукт, дали е млеко, месо, јајца. Точно. Го конзумираат повеќето, барем зборам за оние, особено оние кои што не конзумираат животински продукти, така да и на тоа треба да снимиме видео. Веганите мислиш? Да, веганите не се засегнати, ама од друга страна па може да збориме за екологија, за загадување на животната средина, од тоа се засегнати. Да, точно. Како и да. Деветата епизода ни беше со докторот, педијатарот, и таа ни е исто на наша голема радост. Втората погледаност, која што реално е оправдана гледаноста на оваа епизода. Тоа беше многу убава епизода. Да, каде што стварно разговаравме за проблематиката на децата, децата со некои ментални проблеми или попречености или некои синдроми или некои фази кои што ги поминуваат и од кои што треба да излезат, и влијанието на кучињата пред се. Конкретно за кучињата зборавме тоа. Во тоа надминување на тие психолошки проблеми и кај возрастните исто така, ама ова беше конкретно за децата. Да. И многу интересно, мислам, од научен аспект, од професионален аспект, беше објаснато како тие влијаат на подобрување на состојбата на тие деца. Таа епизода, мислам, со право една од погледаните, затоа што беше исто пак тема што за жал многу луѓе ги таргетира. И се повеќе луѓе таргетира, значи се повеќе луѓе го имаат тој проблем. Баш и тогаш зборувавме, делумно сме виновни и ние, и сите тие кои што дозволуваат таа екранизација на децата. Да. Тоа го спомна баш докторот. И интересно. Да. Многу интересна епизода, дефинитивно. Убава, поучна. Да. Дефинитивно. После имавме 3 кратки видевца со колеги грумери, фризери од Србија, од Српската асоциација. Да, после Spring Fashion Show-то, 5 Spring Fashion Show во Public Room. 2024. 2024. Во Public Room. Многу убав настан, прв пат се одржа, ќе си продолжи традицијата. Да, интересно настанче. Супер настан. Мене од тие трите, стварно сам супер се колегите, сите тројца има, мислам тројца, четворица беа, ама 3 видеа беа, има различни тематики на кои што зборе и можеби по нивните вјуз се гледа кои се поинтересни за поширока популација на луѓе и кои се поспецифични, на пример како првото со Дијана, каде што она објасна како се формира асоциација и така натаму, мислам дека тоа беше повеќе стрикно за ги интересира грумерите, да кажеме, за како е тоа кај нив организирано во Србија, да. И раскажува за нејзиниот живот и како се обучува, мислам многу интересно видео, ама сепак е редуцирано во поглед на гледаност, али во секој случај тоа видеото каде што се двајцата колеги е многу интересно зашто они имаат миленици за терапија. Буквално баш се надоврзува со доктор Ангелчо беше. Да. Со педијатар доктор Ангелчо, каде што тука они имаат одгледувачница на пудлици кои што се користат за терапевтски цели. И има многу интересни приказни да раскажам, мислам некои од нив беа стварно дури трогателни, дори со девојката со анорексијата, тоа раскажува, искрено сите имавме солзи на очи, че стварно беше феноменално и како куќата го вади девојчето од анорексија, мислам феноменално, стварно многу убава приказна и сите ги поканувам барем ова видео да го изгледаат, кое што со тоа на доктор Ангелчо стварно се надоврзуваат и ете даваат завчера ми се случи тоа, идам да си купам
некој у Козле во пилјара и купуваме нешто, зеленчуци, овоше, вамо таму и тој собственикот ми вика на пилјарата, не знае како со што се занимаваме, што работи, не знам од кај му текна, мика, шо е ова, вика, све купуваат кучиња, вика, бар јагне да си купи, вика, бар ке види аер таму, и таков муабет ми прави постар човек, нема везе, му викам, окей, добро, стари, и уствари, ова видео кажува како тоа допринесува и како во животот на еден човек. А знаеш како кај нас на нашиве простори многу луѓе не знаат дека постои таква опција, дека постојат такви кучиња кои што може да помогнат. Апсолутно. Посебно што кај нас и ги нема, И ги нема, еве некако може да се донесат од некаде некој кој е помоќен да донесе да се снајде, меѓутоа да ете таа информација да стигне до нив дека постои дека постои, апсолутно, да. Многу интересно и доста ново зашто и во Србија го нема. Они таму ги одгледуваат, меѓутоа се дресираат на друга страна, да, одат во Унгарија и таму се потребува. После имавме иновации за дентално здравје. Да, со доктор Билјана, супер епизода, да. Па наша колешка и ти си... Па добро. Некако беше несуден ветеринар. Несуден и неосуден. Се уште. За сега. Сега за сега. Имаме поддршка, техничка поддршка имаме. Техничка поддршка. Да. Од Суфлер. Доктор Суфлер. Да, супер што почна такви продукти да се носат кај нас. Билјана е многу пријатна, одлична, едуцирана, елоквентна. Што да не зборевме за нејзините други страни од животот, зашто јас мислам дека знаеш што ни фали у подкастите што ги правиме, дали однемање време, немаме ни искуство, ја и ти може мене лично и ми е незгодно да поставам некои такви прашања. Приватни прашања, зашто нејзиниот живот, мислам приватен живот не е скоро онака приватен живот како што си го замислуваме по часописи, него зборам нејзината страна со јогата, нејзината страна со хорското пеење на пример, нешто што стварно онака ти ја блеснува како личност и сосема во друга димензија, поинаку после ја гледаш. Знаеш како знаеш тоа за неа. Да, точно треба да се посветуваме малку и на таа страна, да се спремиме пред подкастите и да има мало делчи за приватниот живот. Нормално тоа што сакаат да го споделат и кога сакаат да го споделат, да. А ако не сакаат, ќе го споделиме никогаш. И на крајот ги имавме девојките од Гују, што ги објавивме Сабајлево. Тоа вчера излезе во етерот, а денеска малце така го промовиравме. Многу пријатни, амбициозни девојки. Мене ми се двете супер девојки, баш онака супер девојки на кратко. Да, градски женски, и со манири, со професионалност, и со етика, и со голема љубов кон кучињата, мислам тоа се гледаше во целото видео. Која е таа, дури има тешкоти да зборуваат за бизнисот како бизнис, многу се фокусира на љубовта на милениците И знаеш како што кажа и самите тие нивниот бизнис потекнува од љубов, значи тоа е многу специфично и многу често и такви бизниси се успешни на крај затоа што едноставно почнува од љубов. Целта, сите средства ќе ги оправда на крај и ќе се стигне до успех. А и плюс тоа, благодарение на нив имаме некои продукти кај нас на пазарот кои што пред тоа сме ги немале. И голем дел од собствениците на миленици не ни знаеле дека постои тоа. И зашто се користи, и како се користи, конкретно зборам за балзамот. Така да супер, многу ми е мило што гостува. Реално што најдов време да гостуваат, затоа што двете се многу зафатени, да бидем искрени. И сите гости кои што се согласи и гостува, мене ми е страшно многу чест и мило што одвоја време да дојдат тука. Србите остана еден ден намерно повеќе, само за да гостуваат, точно. Биде дел од ова Јана дојде од денеска, Јана дојде од Битола. И се одвитка косата од имаше малку проблеми со фризурата. Денеска инаку само така на кратко, а можеше да го исечеш точно, кажав 600 пати.
Точно. Ама се е точно па што збориме, мислам така да. За денеска кажа. За денеска, да. Па добро, сега нека ти е Точно како така и е. да е. Како и да е, точно е. Точно, имаш апсолутно некако дефинитивно. Да. Дефинитивно. Така, значи во што ни е следно? Супер, па следни ќе ни бидат ќе видиме според планерот што Според ќе агендата да и планерот. Од тие што ги најавивме до сега. Да. Ќе видиме кој ќе биде прв. Сите се тепаат да гостуваат луѓе, не знаеме кој попрво како да ги сместиме сите во календарот. Не, шала на страна, интересни гости следат. Да. И се повеќе гости сакаат самите да гостуваат, тоа многу ми се допаѓа. Значи целта... и Морнар исто имаме во најава. Имаме и Морнар во најава, во Урбан Каст, да. Многу збори македонски. Да, ама и ние ќе научиме. Ќе кажува многу за рибите, за рибите може да кажува точно. За живиот свет. За живиот морски свет, да. Бидејќи дали од прадедо или од дедо се морнари. Сам цела фамилија и баш ќе објаснува за тоа како. Многу интересно, читав исто една статија сега скоро, имаше дека грците, инаку господинот е по потекло грк, дека грците биле мрзливи, не знам, без врска нешто. Имаше баш за морнарите, колку ние не сме свесни колку тешка работа е реално тоа. Нели ти се чинија ти да со брочето рибчиња да собере, колку често загинуваат, какви несреќи им се случуваат. Колку често немаат успех, значи не секогаш уловуваат тоа што им треба за да може да го продадат. Лудо тешка работа. Ние живеевме во Нормандија, тогаш се запознавме многу со проблематиката затоа што живеевме на море, 6-7 години живеевме на море и буквално живеевме покрај тие луѓе и буквално им ги гледавме нивното секојдневие, нивните проблематики и така натаму. Јас си работев, имав некои проекти на пристаништето, така да од блиску ги запознавав, што кажуваш ти, навистина со многу смртни случаи, со многу депресии, со многу, ама тоа е како не знам, како некоја страст, пасија, што за нас, бидејќи ние не го правиме тоа, ние малце чудна и страна, ама на нив им е влезено тоа толку под кожа. Тоа е цел начин на живот. Да, што он не може поинаку. Значи он кога иде, он ти каже, јас вика кога идам, значи он само гледа да ја напушти земјата и да биде на вода. И он кажува за таква слобода, за такви убавини, за такво уживање, значи тоа е скроз целосна деконекција од нашата тук овдешна реалност, он веќе не ја живее. Значи си живее своја некоја друга, која што е можеби едноставна, бидејќи тоа се неколку задачи што се ги има, нели треба да ги направи, ама тоа го исполнува. И едва чека да се вратат, значи какви бури, какви проблематики, значи за да се вратат, стресови и така натаму, еве како девојките на водно што ти живееме. Тешки стресови и вадења со цук со хеликоптери, ама на крајот повторно се враќаат. Може и девојките да се вратат на живење. Да видиме, не знам, денес е вторник, за 2 дена да видиме ако е дозволено движење низ планина, да. Со овие сите пожари не верувам. Па, можно е да не е, да. Неле? Да. Не би требало. Знаеш, не размислив јас на тоа, јас викендов. Многу се инсистираше на нели кој има пожар да не се оди во планина, сега не го слушам правило. Тоа е правило, значи официјално излегува забрането движење во планина, ама и не се почитува толку. Проблем ако случајно шумар те сретне додека си во планина. Е сега, а реално е... Шумар у 11 PM. Па, втора смена, трета смена, не знам која. Трета смена. Ако не е он или на журката. Диджеј Шумар. Тоа е добро име. Звучно име. Диджеј Шумар. Сам без навреда до диджеј Мацко, што најчесто пушта музика, супер диджеј, ама поздрав на Мацко. Мац, да. Баш. Јесте. Баш не одговара за преткастот Мац. Па зашто да не има мачка? Не знам дали го имаш видено, баш сега ќе ти го пуштам, имаше многу добра смешка со него, гостуваше во утринска емисија. И нели ги прашуваат како ти започнува денот. Многу беше смешно. Уника па мене денот ми започнува си го галам мачето. И нели се тоа во нашиот јазик е шеструко. И многу луѓе тоа го има исечено, монтирано, лепено и се. Инаку да, он е мачкар.
Може ако стигнеме до него и ако сака да ни густува, да ни густува, да, за мачето, ете, за галење на мачето, за тие работи. Баш сега, кој ќе завршиме, ќе го побарам. Добро, искра, мислам дека можеме да се прекратиме тука. Можеме 46 минути, ова не е малце. Одлично, одлично. Yes. Добри ли, мило ми е што те видов денес, нели, за утре не се знае. Живи и здрави. Сме живи и здрави, Да. неосудени. Да. Па се гледаме со нови интересни содржини. Се гледаме. И новости. И новости, да. Споделиме некоја новост. Да. Може Први од пред сега до сите. следната недела. Први може ќе пред се- сите. Први пред сите, да. Да. Без разлика ако ама стигна до доста луѓе тоа и еве денеска да. не знам ќе им текне на нас најверојатно. Да. Повеќе на тебе, ја некако сум во сенка на темава, така се шуњам. А Ти си господинот, оната. оваа другарка му, ветеринарката што го брани. Шо? Оваа, да. Нема врска. Како и да е. Поздрав до сите што ни Поздрав. гледате. Фала Поздрав. уште едно за поддршката каква и да ја давате. Чао.